Ај, здраво, живо. Ај, добар ден. Добар ден. Се добре дојде. Добре најдов после пауза една. Тешка. Ама се спремаме. Се спремаме и Неколку дена. На јако се спремаме. Ја една вечер и не спиев. Бебе, до толку ли? До толку е. До толку е. Дојде дошија нож до До коско. Коско, да. И најмногу, например, најголема дилема ми беше околу насловот. Нели, ја многу ми е битно да си дам некој наслов, специјал, пасивна, catch the match, така. Ќе те прекинам звен. Дали знаеш кој е Владанко Стојаковиќ? Да. Тако звани кутак за спортни Спорни тренути. тренут, значи не е Марко. Не е Марко, ама те гледав кога снимаше со Джоле и дека бев на службен пат во доцните нокни часови, пробогував, просурфав Владанко Стојаковиќ. Кутак за Роден спорни тренути. 1927, умрел 1997, автор на Индирект и на Кутак за спорни тренуток и на многу други. Знаеш само шо, ева, и јас ја гледав со Джоле, уште еднаш си ја гледав емисијата, ние не спомнавме дека всушност таа тема е за фудбал од бившата Југославија. Само за фудбал. Само за фудбал. Само за фудбал. Како и Индирект и тоа само, мислам, не дека немаше други спортови, ама А ти се беше на нив посветено на фудбал. ти фати око кадрите што ги има в ситуациите извлечено од Македонија 10-те? Да. Интересни беа, да, така? да, сите, да. Јако беше и резултатот. И резултатот беше. Резултатот 4 Не по шаховски. попушта Джоле, ја мислам ќе попушти, нели, нешто па, Македонија не. тука. Не Не попушта. попушта. Можда е затоа еден од најдобрите судии. Сигурно, да. Шаховски беше една Шаховски превара. беше. 4,5. Ама он пак некако ми ја сврти на крај. Ја мислам дека и 4,5 беше во 4,5 ситуации Македонија беше оштетена, а во другите не беше. Да, Ама да. не беше Словенија оштетена Не беше во Словенија оштетена. во 4,5 и во Сепак имало оштетување. Е сега Джоле рече ние можеби треба да ја гледаме цела утакмица да видиме дали имало Да, има и од судиски одлуки на штета на Словенија. Апсолутно. Меѓутоа како и да е. Добро, нас ова не болеше, ова го извадивме, ама генерално тоа е тоа. И сега да се вратам на ова мојава Ајде, несомница, извинете. несоница или инсомнија. Значи, сакав да и со тебе разговаравме да ја крстиме оваа епизода теорија на заговор. Се подпишува. Или Се имаш подпишува, ама имам друга. Аха. Добро, секојаш има наслов и поднаслов. Поднаслов, да. А тоа е разбирам од чаршијата. Аха. Душе подобро. Свиркач ми кажа. Свиркачот ми... Свиркачот тука ли е? Тука, да. Звирката. Има двајца свиркачи, ама нешто тивки се. И всушност ова ќе биде, ќе биде вака од сите овие наслови еден мал како сублимат. И ќе почнеме наназад. Вчера Вардар победи една така грда ракометна утакмица, сите го признаат тоа и на пресконференцијата и Борко, и Камара, и Обрван, и Мандич. Стварно еден ракомет Неубав старовремски. за око, ама Да, жесток, борбен, резултатот беше дури очигледно. искри на терен. Да. И сега од тука почнува првата теорија. Зошто беше Дибиров толку нервозен? Не знам, хајде, зашто беше сега? Јас од вака што ми личи сега да речеме малце, ајде да го анализирам и по не само теориите на заговор, него еве мала анализа и на самиот надпревар и анализата ќе ми каже мене дека Дибиров у принцип не требаше да биде нервозен затоа што тренеров, новиот, мислам старо-новиот Давис, успеа да врати, успеа два добри резултата да направи. Значи со таа игра, со тие играчи што ги има, со толку кратко време он направи систем и тоа цело време се зборува за систем и фокусот беше на одбрана и кажа одбрана ќе ја добие и стварно така испа. И примија 19 голови. Оче беше нападот, ама одбраната си го изигра своја. По мене имаше многу добри ротации, навремени. Прво се двумевме дали Борко прерано влезе, пошто Томовски очено реално не беше лош. Ништо посебно. Ама очигледно беше добра измена. Дибиров прв пат излезе на утакмица која не е добиена, да не водиме 7 или 8, имаше 3 промашувања, и пенал, значи сосема на место, ја искористи тајмаутот многу повеќе за нас него Обрван што го викна на кој имаше одлучувачка топка за два разлика. На 16-17 за Загреб,
напад за 2 разлика. Обрван вика тайм-аут, нели? Кој што Логично, ако ќе каже избега на 2 стрела, разлика, така, многу веројатно 54-та минута, во утакмица на кај што толку малце паѓаа голови на секоја Да. трета минута. многу веројатно дека Така, он имаше многу потврда. веројатно ако успееше да отиде на 18-16, дека ќе го добиеше на трет. И тука се случи Се случи пресуда. талесен И за нашиот. тука нас ни првата теорија за заговор дека у Вардар нешто има, некако Некако ни се поби. Ни Така се да поби. са ти ме прашуваш Дибиров несреќен. Несреќен, што знам, несреќен затоа што не даде 3 гола, 4, што промаши. Ама сите работи вака кои ќе ги согледаме, мене екипата сега ми е среќна. Ја гледам ја дека е насмејан, освен ако ти немаш нешто денеш, а не сум разбрал. вака се. Како ми се мене поставени прашањата и тезите. Михајло Михајловски бара сигурен инвеститор во Вардар. Добро. Спортски директор во Вардар немаме. Технички директор или веќе како да го наречеме оперативен менаџер немаме. И вчера на теренот во жолта јакна продефилира Марко Савовски. Савовски. И уште еден продефилира од Стара Гарда, тоа беше Мики Ивановски, славниот ортопед кој што све живош беше повредено, на времето го среди. Он се појави исто на терен доле, што фалише Диме Маневски Диме Маневски вози точек на балата. на балатоно. Да. Сега нашава теорија за заговор, сега како ја развиваме. Самсоненко го зема помошното игралиште, најверојатно негово било, си го добил, и го формира ФК Парк. Добро. Значи Самсоненко е тука. Туј е. Да. Добро. Неговите бизнис политички релации беа поврзани со плоштад, со град Скопје и со неколку хотели. Добро. Да речеме, нели, чаршијата збори, еве го моментот. Тоа исто може да кај се што каже, чаршијата некој е збори опет. дека ако е оваа партија плави или црвени, овој тогаш подобро делува. И можно е тука некаде сега ние нешто да си Да, има и одредени поместувања во боите на кои се на власт, така да може Така. и па му дувнал ветер. сега еден од столовите на мојата теорија на заговор дека Да погодам. Рокот на договорот што им истекува на играчите. тоа е уште една компонента. Добро. Него шпекулацијата за Косоротов. Добро. Значи руското влијание повторно овде. Денеска веќе ми се изгуби во етерот, Косоротов Не го гледаш? не го гледам во радарот на Вардар. А тоа инаку убаво ќе се склопеше во филмот за заговорот. Не е заговор, него што би било кога би било. Дибиров треба да го продолжи договорот. Никогаш последниве 8 години не бил така несигурен што ќе биде со неговата иднина. Сигурно ќе најде клуб, меѓутоа не може да најде клуб кој што би бил на нивото на Вардар. Вако врвен и со ваква до тотем издигнување нема да најде. Нити по апетити, нити по комфорт кој што го има, нити по Слобода статус, на игра, нити статус. по слобода кој што го ужива во Скопје, во Вардар и во Македонија. Тој би можел реално да најде клуб, меѓутоа еве Мелсунген, Висла Вецлар, Висла Плок. Јас сум Тимур не беа да. Не беа што. Бешикташ. Можда во Ал Ахли една полусезона таму, ама Тоа има други кои што. има други, да. Тука Стевко. Се не знам дали е Ал Ахли, ама го пратија на очигледно Ако не на е 6 Стевко, месеци. Алиовски и компанијата е фудбалерски. Глеса, во целата шпекулација што се случува? Се шпекулира само дека ќе си одат Тото и Додич, пошто Додич уствари Веќе има е потпишано. земен само ради, јас мислам и би сакал да е така, само поради повредата на Карапалевски. Добро. Доколку не се повредеше Карапалевски, мислам дека Додич Не немаше би го да земале, го веројатно, земат да. за овие 3-4 такмици. Не се. Значи си одај само Тото, тука ни треба Пикер, ќе се обидат со овие 6 месеци да видат што ќе биде со Стевко Атанасовски во Катар. И ќе си оди никој друг. Да. До сега нема Нема објава. најава, така. Нема најава. За разлика од ама нема најава. еве втората тема ќе ни биде со Пелистар, кај што имаме пола постава најавена. Во Штарско. Да, тоа е друга. Добро, Тоа е- дел од Пелистар. Тоа е овој во недела оној магазинот, како се викаше, со земјоделие. имање. Знање и имање, е така. Значи се враќаме ваму. Порека, да не се раштркнуваме.
Вардар бара стратешки партнер. Михајло го спаси Вардар. Добро. Рече он, јас сум тука за Вардар да не пропадне, но ниту еднаш не кажа дека он ќе го води, ќе го менаџира и ќе има амбиции. Кажа дека поставиле некој, пошто он е сериозен бизнесмен и менеджер, дека поставил некои цели, како што делува целите ќе бидат остварени. Вардар ќе биде најверојатно шампион на Македонија, ќе влезе во осмина финале и премија. И најверојатно и сеха ќе си ја сработи, иако ова со Некса, јас сметам дека беше пресметано, а и притисокот со надпреварите. Значи, првото е тоа, дека спонзор. Второто е дека никој се уште не си оди. Добро. Освен тото, кој што исто изјави дека доколку знаел дека ќе дое Девис, дека најверојатно нема си отишол. И третото црвче, онака, третиот столб е појавувањето на овие неколку ликови вчера на еден од клучните надпревари можеби за цела сезона на Вардар. И тој уствари така испадна, тежок, грд, нервозен. Значи ја потврдува тезата дека еден од клучните надпревари. И кој е заклучокот од теза сега? Па нема заклучок некој, Многу отворени прашања. Ајде да разгледаме, можно ли е на пример да речеме дека пошто спомна ФК Парк, дека можно ли е да лепдее негде и да чека некој мала врата за да се врати, па сето тоа може би значило и повлекување на првата шпекулација за прво засилување можно, пошто пак ќе ги спомне Перистар објави 4 заминувања, ама веќе објави 5, веќе објави 2 доаѓања. Значи ние Вардар нема ништо објавено. Сега ти текнува пред 5 минути што зборевме пред да почнеме разговорот, гледавме малку Македонија, Грузија, кошарка и искоментиравме дека никој од тој ешалон кошаркарски новинари, репортери не се занимава. Да. И со ракометов никој нас не ни се занимава баш сериозно. Еве едно истражувачко новинарство да се занимава малку прво. Со Металург од 2014 е во криза клубот. Никој не го прочепка убаво, никој не истражи што таму се случува. Никој не спречи да не дојде до ова. Никој не спречи да не дојде. Он е во банкрот од 2014-2015 е прогласен. Левче Китевски 2015 излезе и кажа клубот пропадна. 2022 е така. 7 години е тоа под тепих. Живуркања. Така. Никој не истражува што се случи со Вардар. При примопредавањето Самсоненко, Михајло, назад, напред, салата наеднаш, со олимписки кругови, јавно-приватно партнерство, собственост на општина Аеродром. Значи тука имаме толку непознати, толку непознати и сега ја и ти си имаме таа привилегија да можеме да си шпекулираме, така? Така. И всушност, клучното прашање што ни беше, дали после овие 3 непознати, четвртата непозната, дали Вардар можеби почна да сонува четврт финале во... Пошто вчера веќе и на пресконференцијата неколку новинари пред да почне пресконференцијата прашаа кој ќе биде таму четврти, нели, со кого ќе вкрестуваме. И дали тоа можеби ќе биде клучот за решавање на овие 3 прашања за следната сезона. Спонзор, спортски директор, ростер, подростер, подразбира и тренер. Ја по мене, овие 2 игри што ги изигра Вардар во Лига Шампиони, мислам дека таков ветер у грб доби и клубот, и играчите, се гледа атмосферата. Публика вчера прв пат видовме ред за карти, значи не беше нешто многу поисполнета сала од претходни утакмици. Не ти кажав, на Analytics сајтот ни е турбо посетен од вчера, од после надпреварот до денеска. Ете. Значи тоа се празмрдува. Ја мислам успехот е од аспект на успех ќе биде постигнат со пласман 8. Не треба нити да се поставуваат тежини, нити четвртфинале, пошто реално дали си 8 на финале или четвртфинале нема да смени. Ке со ова мислам дека Давид Давис ја обезбеди нов договор, би требало да обезбеди. Мислам дека најмалку уште една победа до крај ќе имаме на Лига Шампиони. Пак кој што кажа ти домашно првенство, мислам дека е скоро загарантирано, ајде да видиме некој изненадување што не е очекувано. Да не го подцениме Пелистар сега. Не подценувам, апсолутно, се е отворено, спорт е и за тоа е се уште убав, само со тој бод што се случи во Битола, јас само на тоа ја базирам ова шпекулација. Сега спонзор,
Па останува на шпекулација, Остана значи. шпекулација. Не гледам нешто локално тука македонско дека загризува или има намера да загризе. Сите потенцијални спонзори што се, да речам, компании моќни ми личат дека се зафатени веќе. Овие што биле некои се или активни или се откажале, пак да не ги спомнам кои се. Па сега шпекулираме, шо? Па, ајде да не правиме реклами, да не спомнува имиња, ама некои од таму и доаѓа, некои си одиат, да. Ама ми е некоја, што знам, ми е некоја можеби желба дека треба некој можеби блицкрик или нешто стара срат или нешто сосема неочекувано. Пошто имаше една изјава, не знам чија беше од некој странски новинар, после победата Вардар во Монпелје, дека Вардар пак покажа дека може секога во свет да тепне. И тоа беше времето кога Вардар објави распад со некој, кога Сегед, и стана 2019, кога Сегед прими 9 гола, кога не знаеа што ги снајдат. Кога беше онака баш узбуркана. Има некоја магија тука. Значи, дефинитивно шпанскиве тренери си носат со себе и е систем. Ова што го прави Давид Давис е дефинитивно слика од И колку сакале ние да се бидеме локал патриоти, Македонија и Балкан, или најболи рукомет долази одавде, ама тренер шпански дефинитивно за овој простор очигледно е. Ише многу добро. Еве, извини, и Србија е доказ на европското првенство. Не направи некој бум меѓутоа. Беа бетер од нас. Беа бетер. Беа послаби од нас. Ние не бевме лоши секогаш, ама беа од аспект на меѓусебни човечки односи ги стабилизира. Колку сме сериозни денеска, тоа е нешто неверојатно. И знаеш што и со Джолете гледат кога зборате дека за Давид Девис нели останува, не останува, моментот дека он толку брзо успеа да наметне и да каже дека за систем се работи, а не за слободна волја. Да, супер е можеби да му даеш слободна волја да игра кој како сака, ама системот е пред. А сега ти правиш паралела со Вујо. Да, право. Ми требаат 2 години, а не 3 месеци, ми требаат помалку играчи, а не повеќе, ми требаат поквалитетни, а не, ми треба централен бек, а немам, ми треба ова, а неам, па вие сте многу строги, а не, па ви кажав дека ќе изгубиме, а не ми верувавте. Добро, дали човеков се пожали од нешто? Човекот се пожали само дека се плаши дека можеби ако има корона, нема да може да гостува кај нас кога ќе го поканиме. Ево само со тоа да кажа. Неофицијално. Од сите средни бекови што ги имаше, а ни еден. Донесе дете и го стави Крстевски кој што играл криво. Дали го виде Крстевски вчера во изјавата после надпреварот? Не, што толку беше импресиониран. Да. Он вика, не ми се верува што ми се случи, парафразирам. Да, детето улета во Лига на шампиони во клучниот надпревар на Вардар, а претходно играше со Па и Додич исто. Додич исто, да. Со тоа што Додич има малку, ќе кажам, повеќе предност од аспект на тоа дека и во Металург поради целиот склоп на настани добиваше поважна улога. Во Охрид најверојатно го прифатија као веќе малку посериозен играч. Джерона шпанецот го повика во Србија, забележа неколку настапи, пак во некој шпански систем. И договорот што го има веќе со Килце. И договорот што го има, што му е една сигурност дека... Една шпекулација, Килце рече одма го зима, ама многу веројатно дека ќе одам на поземја. Он може да не ни купи карта за Полска. Може да не купи. Може да остане детето. Ќе видиме во среда, така? Па ќе видиме, и не, може тоа ќе го дознаеме у јуни, кога ќе заврши, да речеме, првенство. Не, сакав да кажам, Девис даде изјава дека е многу задоволен и од Крстевски, од него, иако ние бевме лути. Следната утакмица е со Мешков, ако се одигра. Пошто овие нашиве нападнаа. Да. Ако се одигра. Ама овие сигурно ќе играат. Пак средни пошто. И сигурно ќе играат подобро. И Гаджа и Карапалевски не верувам дека ќе не знам што повреди имаат. Гаджа, како што разбрав, можеби за Елверун ќе се врати, ама Карапалевски можеби и да и не, ама пак ќе биде, значи средната позиција ќе биде на овие Крстевски на Додич. Да. Така да тука имаме многу нејасни работи. Многу нејасни. Све е на база на шпекулација, чекаме некој свиркач може ако нешто интересно може ќе закажеме уште една брза ваква. Да. Втора тема отвори. Втората тема беше знање и мање. Знање и мање, емисија за земјоделство, оштарство и лозарево штарство. Со цела дожна почитка. Да, искрено ти кажам, сакаме само едно име таму да го малце. Да, сега само да направиме вовеца, еле. Ја на пример од секојаш сум се сонувал, ако не стана машински инженер, доктор,
архитекта или некој бизнисмен дека ќе се занимавам со земјоделие. Добро. Дека татко ми по потекло од село, па имаме традиција, па кај нас традицијата повеќе била во сточарството, дедо ми, прадедо ми, не била толку во овоштарството, меѓутоа па јас дека сега модерен, нели сум се размислувал нешто боровници, малини, лешници. Одма се преориентират. Тања ме убедуваше за ореви, Добро. костени, значи сепак овоштарство, значи Плодоносно. да не испадне дека само Желјко размислувал. Еве, јас сум размислувал, сериозно. Само објасни дека Желјко тоа самиот го има изјавено, дека Зошто всушност ја и ти се занимаваме со Желјко Бабич? Ај вака, значи, цела шпекулацијата, теоријата на заговор, малце поназад оди. Значи, во времето кога она што се очекуваше од Пелистер да го испорача, што во Лигата на Европа, што во дуелите со Вардар, не го испорачуваш. И нормално Иве Марковски го кажа тој момент, битолската публика која ќе ти вика Бабич оди си, тоа нешто многу значи. Да, не е случајно. Значи од тогаш нас ни почнува, да речем, мониторингот врз работата на Желјко Бабич, а поготово затоа што сме ние многу осетливи на работата на тренерите. Јас и ти. На Лушевски, на Брестоваc, значи апсолутно сме осетливи. Нивната е многу тешка работа, многу бара фокус, многу бара внимание, многу е резултатот е многу. Да, резултатот е многу неопиплив што ќе се случи и ама сепак, нели, како еден диригент во оркестар, како еден режисер во театар, така тоа место ние го сметаме дека е многу клучно, односно на крај доаѓаме до моментот дека ако не си подготвен, не се нафаќај на работа. Апсолутно. Сега. Значи, после тие моменти... Или немој да експериментираш. И немој да експериментираш, да. Или ако експериментираш, ќути, а не кажувај. Да. Како и прави го посуптилно и не само во експеримент, него експериментира, ама 10% нека ти биде од работата. Или најави. Или најави. Ке пробаме тоа и тоа, може ќе успееме, може. Ова е натпревар ќе експериментира. И значи нас ни е Бабич под обсервација. За среќа на Битола, на Пелистер, па и на македонскиот ракомет, тој некако успеа да го крене Пелистер. Некојаш јас и ти шпекулиравме дека можеби е малку на среќа, можеби малку си сработил он, ама цело време чувствуваме дека некако кога да не ги држи уздите. Дека е така, една чаршиска имавме ние за еден известен Славко Голужа, не оној од квискотеката, не овој познатиот хрватски ракометен тренер, кој што е на излезна врата од Татран, пошто Татран се расформира. Имал стотици повици до македонскиот ракометен крем, блиски до Пелистер. Со цел самонудење. Со цел самонудење, така, само себе промоција. Само себе се е понудил. Што значи дека сигурно некој така искусен и познат тренер не би се понудил доколку не начул дека нечие столче се клима. И сега како се движеа работите, Пелистер игра горе-доле, меѓутоа повеќе е горе. Битолчани се и задоволни, ама и не се, поготово после тоа ремито со Вардар. И ние цело време сме на став дека него столчето се уште му се клати. Сега, за да не си мислиме дека само ние и битолската публика имаат таков став, се погрижи самиот Желјко. На гостувањето од сеха надпреварот, мислам беше против Партизан, овој, како се вика, од Балкан Хендбол му правеше едно кратко интервју. Жика Богдановиќ, колегата, да, он е многу по-сериозен лик од нас во оваа област, ама си го почитуваме. Му постави серија прашања, поврзани со Пелистер, со ракометот, со играчите што си одат, си доаѓаат, како игра, како темпира форма, каква е атмосферата. И кога го прашаа какви ти се тебе плановите, ја очекував да одговори за следната сезона, ќе го купиме овој Перич си оди, Марач си оди, Табоада си оди, Секели си оди, Обрадовиќ си оди, го купуваме, Талевски го купуваме. Ова место носиме, ова. Жарко Пешевски. Да. Еве една од шпекулациите. Така. Лесјак го потврдија, тој тунижанецот од втора лига од Франција го потврдија, може уште некој ќе донесат. Тој кажа, планира да се занимава со овоштарство. Многу не погоди тоа. Многу не погоди. Мислам, по мене не професионално. Можеш да кажеш,
Значи, беше прашан што планираш со ракометот, усвари уште поконкретно беше прашан што планираш со Пелистер, Со а не што Пелистер? планираш во животов по 20 Ова години. ти текнува на легендарната на Аце Русевски која се вратила од Олимпијада. Сак за сак ќе градо куќу. Куќу, да, или ќе фармам бараку или ќе градо Ќе куќу. градо куќу. Вашите планови за иднина ќе градо Да, куќу. за следната Олимпијада па да фармам куќу. Да го испарва куќичко. Така испаѓа, да? Така испадна и ова. Шо за една таква да речам величина име малце беше непрофесионално, само ваljda се знае што прави. Да, ваljda се знае шо при, ама нас ни даде простор, еве да си шпекулираме дека на Пелистер му е потребен нов тренер. И сега еве јас ќе ти ја кажам мојата теза, малце сме ја дискутирале, а ти ќе ми одговориш. Ја би понудил на Пелистер 3 тренери. Може би ниедно не е добро решение, а ќе ти кажам зошто. Прво, Кажи го. така, Драматуршка. прво Кирил Лазаров. Кирил Лазаров е завршил играчката кариера. Апсолутно иднината негова е во тренерската работа. Се нафати да ја води Македонија, ја презема, го имаше првото огрено крштевање. Тоа значи очигледно и во Македонија му е еднината. Значи, иднината му е да биде блиску до македонскиот ракомет, да работи, со Пелистер ќе има можност да игра во Лига Европа, да игра дуели јаки, да игра во Сеха, да игра против Вардар, под услов од првата група на шпекулации да е се во ред, така со Вардар да остане се во ред, ќе биде блиску до базата, пошто факт е дека иднината на македонската репрезентација, барем спрема неговото видување, е во базата, односно во македонските играчи. Од таму потекнува условно Од таму кажано. потекнува, вистинската афирмација, нели, после Е во борец му е во Пелистер. Со години сме мислеле дека е битолчанец, Да. така? Ја не, јас си знаем. Ти знам, ти имаш таму некои Свети Николски жички. И мислам дека би бил можеби едно идеално решение. Ај мисли да ти ги кажам вториот и Ајде. третиот, па така. Ајде. Вториот ми е легендарниот Шундовски. Значи Звонко е тренер кој што направил најголем успех со македонска репрезентација, бил во Пелистер тренер, се прошетал и надвор, беше во Романија, една сериозна лига, можеби не с некакви сериозни резултати. Лани мислам дека заврши со договорот во Катар или негде таму Нема ангажман. во сега, Персискиот колку што залив. знам, така? Нема ангажман. Добро. Добро го знае менталитетот балкански, Пелистер се уште е на балкански погон. Следната година може уште по-балкански ќе биде пошто и Секелита во Ада си одат. Има искуство од играње на сериозни надпревари. Има искуство на победување и на губење. Добро. И моментот дека ние сакаме да дадеме, значи сите тренери, тројца ми се македонци, да дадеме шанса на македонски тренер. Значи доста од експерименти, од волшебници и од агрономи. И третиот ми е Иван Марковски. Сега ти ќе кажеш дека сме блиски со Иве, па се Не, добро. среќаваме си си го- коментираме, го- ама еве. Иве е основоположник на таа една школа со Зарков во Битола, од која што после излегува се формира работник. Не, таа е прво као школа, Да, ние да, формираат, работат со деца, па станува малку сериозно, па наоѓаат таму клима во Битола да се обнови работник, го формираат, станува малку посериозно од колку што е и он тогаш не ја добива вистинската шанса. Да. Па оди после во Франција, таму работи во женски клуб, Па завршува. завршува во Металург и сега тука видовме уствари едно волшебство од него. Да, на моменти. Со без тим да парираш на Со интересни... без тим со е без тим. Така, најдобрата објаснување. многу често го коментиравме тоа. И сега зошто е он добар? Он е млад, амбициозен е, видовме дека знае да постави негов систем. Видовме низ гостувањата дека има интересен, убав поглед на ракометот, онака како што ние сакаме да чуеме, не како ние што си коментираме навивачки. Битолчанец е, Локален. сигурно полесно ќе го прифати публиката, па дури и да сгреши, можеби полесно ќе го прости. И сигурно нема амбиции да се занимава со житни култури и со овоштарство. Барем не во оваа фаза. Ти го предавам микрофонот, повели. Од сите тројца, да речем, ако треба јас да одберам, еве, ќе одберам кој мислам дека најмалце во моментов. Да, може така, од најмалце, па код... Мислам дека Кирил Лазаров во моментов најмалце би се
е опција. Не зборам дали он би сакал да се нафати или дали би му било дадена, да речеме, дали би му било понудено. Мислам дека е тоа моментов најневеројатно. Ако ме праша зошто, немам баш добра теза да го подкрепам тоа. Искрено немам добра теза. Една од тезите која што ми иде, да, ќе биде во Македонија, ама тој Пелистер не е баш на македонски погон. Не. Не е, Ама Пелистер 2. Така, таму се леви бекови Атанасиевич и Ѓоргески. Таму е другиот Атанасиевич. Арсеновски на пикер кој што цело време го чекаме нешто да покаже. Да, ама сега правиме муавет, сакаме да градиме... Димитриовски е тука, кој што можеби ќе добие некоја нова улога и ја добива таму. Клуб кај што ќе се гради репрезентацијата или сакаме да играме, да имаме клуб кој што ќе игра, ќе има значајно место во Европа. За жал, се уште во оваа фаза, тие работи некако не може да ми се поклопат. Ма тие работи во една фаза нема се поклопат. Тие работи се поклопија само еднаш у ракометнава кариера. Ние откако пратиме ракомет, тоа беше у Металург пред 10 години. Значи, која беше апсолутно на македонски погон, на ракетен погон. Ама не беа млади. Освен Манасков, не беа млади, ама има значителен успех, значи и репрезентацијата ги доживеа најголемите успеси. Па во репрезентација, освен Кире на десен бек и таму кој не играше десно крило Темелков, така беше? Да. Сите другите беа од Металург. И Столе од Вардар, така? Да, ама ракетниот сам погонот беше металуршки, така да сега у оваа фаза, значи пак ќе се доведеме ќе се поставува прашање што сака спонзорот. Која е целта, така? Дали сака да работи за репрезентација, он ќе рече окей, ја не сум што треба да гравам за репрезентација, јас сакам успех во Европа. За да граиш успех во Европа во моментов со македонски играчи што ги има во битла, дали еден Еврофарм 1 или Еврофарм 2 или па вкупно македонци што играат во Македонија па да ги соберат сите, пак некако е недоволно по мене, што е лошо. И пак е прашање дали тоа се вклопува и со амбициите на сите тие играчи посебно. Па апсолутно. Ти што ќе го еве, да, го спомнаш, Пешевски може да биде донесен. Најубаво би било така тоа, знаеш, сите да бидат тука и тоа е веројатно успех за да имаш добра репрезентација. Ти кога целата игра што ти ја базираш за репрезентација, ја тренираш веќе, тој систем го градиш. Затоа мислам дека некако Кире ми е најневеројатна опција. Не знам дали е тоа добро или лошо за него лично. За Пелистер пак ја не можам да кажам дали е добро. Второ место, да, и Шундовски и Марковски, мислам дека се и двете возможни опции. За Иван Марковски знам дека е желен за ракомет и сака да работи, за Шундовски не знам. И тоа е точно. За Шундовски не знам дали има се уште голема амбиција и мотив, не ради годините што е малку повозрасен или ради финанси. Па тоа генерација негде. Па туј е некто. Така да не знам за него, значи, а не знам затоа што него ни гледаме во јавност, во ракометна јавност. Ја не сум го видел одамна, нити некој снимил интервју, нити го прашал, или може јас сум пропуштил, не знам. Значи според тебе Иван Марковски? Па пак викам, не знам Шундо каква желба, може би ќе он контактира, може би сака, може би не сака. Иван Марковски знам дека ќе може да одговори многу на таа задача, знам дека сака да работи ракомет. Сега од тие муабети од него што сум ги слушал, може би амбициите си или спомнувани се други места, други клубови, ама мислам дека као прав битолчанец ако му се понуди Пелистер дека се друго би откажал. Ама така сите би имале бенефит. Па да. Сега ќе речеме пак он нема доволно искуство на настапи во Евролига како тренер. Кој играч има? Кој играч има и ова што го направи со Металург, мене тоа што го направи со Металург е уствари мислената каписла зашо воопшто ми дава така, зашо би дава простор да мислам дека да, еве на пример не шпекулираме со Алушевски, не шпекулираме со па нема уште нешто многу тренери. Брестовац систем си изгуби од. Па нема сега кој ги збориме тука што се по Скопје, они се секој отварање на портал имаат нов клуб. Сега не знам што да кажам. Да. Тоа кој средно некоја другарка која ќе имаше секоја недела нов дечко. И такви има такви нешта. Значи, ете, уствари се сложуваме вака спрема енергијата, како зборевме на оваа тема, дека Бабич треба да го сменеме.
Па не знам веќе што да кажам, не знам, ајде да не навлагаме многу се Ама сега е- политики. Тоа ние сега Ама ако ни е темата, да Тоа речеме, не е темата, емисијата, да шпекулираме без никој да она ни што замери, да ни така, она што залути. слушаме од чаршија, она Да. што како информации го гледаме. Ја па тоа што го кажди, ја се слагам дека он имаше многу чудни потези, многу да речеме неубави резултати, ама и факт е дека последние 5-6 утакмици што сме ги гледале, зборам за европските купови, ги изигра добро. Не И беше со лошо, АЕК, да. и со Ним, и со овие тука што ги играше. Каде там? Имаше стварно. Имаше, знаеш што кај него што беа лошите моменти, што ќе има добар резултат и 45 минута пага и он го губи. Сега овие ги додржа. Иако пак е да речам последна која беше што ја гледавме. Со Кадетен. Со Кадетен да имаш уште 2 минути. Од готова вересија, така? Да имаш уште Како 2 како беше минути. низиглени изиглени уши. Да. Мислам дека немаше да издржат. А тоа е од како да кажам, од глупост. Так, и сега пак на оваа втора шпекулација како на она првата за Вардар, тука го ставаме на последно место, ама всушност е клучно. А тоа се желбите и стратегиите на раководството на клубот, односно на собственикот. Пошто за кај Вардар тргнавме од Михајло Михайловски, а ваму завршуваме со Стериев, односно со Силјан Мицевски, пошто Силјан Мицевски, она е нели сивата еминенција. Какви се нивните амбиции? И дали нивната желба Не беше сме ги чуле. дали нивната желба беше на еден блицкрик кога Вардар беше раздрман и да ја преземат титулата која што ја нема во Битола колку 10-15 години, или беше долгорочен планот, ако ги гледаме сега најавите за одење и најавите за доаѓање, освен Лесија кој е сериозно ракометно име, Повеќе си одат, квалитетно многу повеќе си одат. Значи, Значи ние си оди Перич кој што е моторот, погонот, Да. си оди десно Мараш. Мараш кој што исто се смета за еден нели голем потенцијал, си оди Кубанецот кој што ние дури сакаме државјанство да му понудиме за Македонија, стварно е интересен Голманот. играч, си оди Голманот. кој што може би Лесија ќе биде И си соодветно, оди знам. Обрадовиќ кој што исто еден искусен играч кој што all во around ростерот да, си да, наоѓа да. свој Има Значи имаме 5 сериозни играчи кои што си одат, а ни доаѓа еден. Еден сериозен и другиот што не го знаеме. Другиот што не го знаеме и шпекулација дека може би Пешевски ќе го побараат за назад. Што исто така не носи на она прво прашање кои се всушност Амбициите, амбициите. јас се слагам од амбициите, мислам дека првичната амбиција што им беше иницијална каписта и што толку се издигна до ова ниво Перистер беше само титулата во Само Македонија. титулата. Да. Мислам дека европските купови или ја бар не сум чул негде да има изјави. Па тогаш не се вклопува на стезата дека треба некој ваков тренер да има. Не ти треба тогаш скап тренер како што вика Бабич. Така има една таква чаршеска Има и дека таква чаршеска. Ти со дека тој он- буџет што планираш да да, правиш? дека он бил малце поскап од буџетот што го планирал Ако Пелестер. планираш да си правак во Македонија, можеш веројатно и со многу помалце пари да парираш на Вардар каков што беше таков. Како што беше најавен лани годинава, Да, така. да. Ама сега ако на периферија гледаш дека можеби Вардар полека Па се качува. се качува и станува сериозен, нема најави за одење освен тото кој умеѓу време се покаја дури, така? Сега ќе ни треба повеќе буџет. Во меѓувреме се ослободи Вардар од Вујовиќ кој што му беше очигледно терет по разни емотивни основи, дефинитивно. а при тоа не нудеше нешто многу Па и ново, не модерно беше, ракометно. хемијата беше разврдана, дефинитивно. Хемијата очигледно. Хемијата беше разврдана, што па сега се врати за 2 недели. За 2 недели. Сега е видлива хемијата. И со многу полош состав ке испадне дека. Па, така. дефинитивно, Кудус значи го. хемијата е битна. Значи, од Гурбин до ништо, од Кудус ништо, од њокасите кои што од беа њокасите. залутали, се вклопија, освен да речеме мали, можеби вчера што ги видовме некои можеби поише беа несогласување од кој кај да стои, а не од личен аспект. Ама дефинитивно хемијата е многу битна. Сега ти уствари ќе се согласиме дека ништо не ни е јасно. Ништо не е. Ништо не е. Ништо не е, затоа ќе закажеме втора епизода. Ке закажеме. И ај малце на крај за како се вика за македонското првенство ракометна федерација, проширување, стеснување. И шо знам, ај, шо тука можеме да кажеме ние, шо паметно. На кратко, паралела со Хрватска и со Црна Гора, например. Црна Гора нема никаква лига. Добро, Сите играчи играат во странство, генерално во Германија. добро. Хрватска малтене нема никаква лига. Го има Загреб кој што е неприкосновен, Нексе кој што
Дува тука по цело време и друго ништо. така. И се нон-стоп во врват. И се тука прашање на тезата, дали преку силна домашна лига Добиваш репрезентација. добиваш репрезентација или не. Или играчи кои што играат во квалитетни клубови во странство добиваш репрезентација. А тие па отишле од немајкаде, пошто Да. домашните клубови Да, не нуделе да ништо. било Цетиње у Конекад. Лига шампиони. И Ловчен ко Или некад. Ловче може не ви отишле. Може не ви отишле. Нејасна е тука, Нејасно е. Пак ќе останеме на заклучок дека немаме заклучок. Ако сакаме Вардар и Пилистер, дај Боже и Металург да се врати и можеби Бутел или Алкалоид за некоја година или Голден Арт се едно, да блескаат во Европа, повеќе од јасно дека не може да биде на македонски погон. Па очигледно се. Ако сакаме да создаваме македонски играчи низ клубовите, очигледно нема да блескаме во европските лиги, така? Да, или пак треба од овие сега што се деца во надоаѓање играчи, треба да има нешто што ќе се издвои во рок од година-две, зборам за овие што се сега околу 20 годишни, да некој блесок, да нешто да невидено да се појави, кој што ќе може да влече цела екипа на свој грб. Да, пошто ние ако се враќаме наназад, имаме еве условно кажано два блесоци, од кои што едниот ни вака ни трепка, тоа се Кузмановски и Талевски. Фала Богу вчера светеше цело време. Барем за 2 недели се извади. Барем за 2 недели се извади. Ние всушност од ајде да не сгрешам, од појавата на Манасков до појавата на Кузмановски и Талевски немаме плюс играч. Па рачуна ако е Манасков блесок од 12-та во Србија, овој Кузмановски 2016-та, значи За играма немаше баш блесок, за игра. Немаше блесок, да само се појави. Само се Се појави. појави, значи ние 4 години сме биле не без блесок играч, Без него играч. без нов играч. Значи ние тие сите 4 години што светско, што европско сме играле со ист состав. Сега, еве, ја мислам дека проширување тогаш на прва лига нема потреба, пошто ќе се Да, нема. немаме доволно играчи, ќе се разводени. разводени во различни клубови. Сега ако е преодна фаза во ред, ако е некоја преодна фаза да се смират некои страсти, некој што да се направи транзиција, да направат план, некоја програма и да рече дечки со оваа програма жртвуваме 2 години и добиваме ова и ова, после 5 години со друга програма, тоа е со другиот пат, добиваме малце побрз резултат, ама губиме тоа и тоа. Не треба некој вајда што разбира повеќе. Ај за крај. Да. Од Вардар од кого би се ослободил за следната сезона? Ама сега се седиме у кафана. Дај ми појачање одма. Да, се седиме у кафана и Добро, еве вака. добро. Од двајца кои би се ослободил, двајца кои би донал. Не знаеме што е слободно на пазарот, еве. Знаеш кој од њокасите мислам дека Од њокаси. двајца. Би се ослободил од нив двајца не дека се они неквалитетни играчи, него мислам дека не можат да се вклопат во систем. Има една Во било кој систем има една очигледно недисциплина, една Дали е игра за себе, дали игра за своја статистика, дали игра за свој кеф, ама Вардар имал со години играчи кои што играат за свој кеф, на едно лево крило, еден русин без коса, кој што тврдам дека игра за свој кеф, ама игра и за тима. Можно ли он вчера да знаел дека ќе нападне Русија, па затоа малце беше Па можно е. нервозен? Беше нервозен. Беше нервозен. Добро, од њокасите, кого Њокасите носиш? ради недисциплина, најмногу и ради некако чувство дека не може да се вклопат у целата таа екипа или его систем. Можеби за месец-два ќе погаш дека тенке се вклопат, пошто другите играчи се вклопија сите во системот на Давис, одма. А кого би донел, сега тука Желби. Желби има еден куп се, ама Ајде двајца кажи на брзина, дик. шо знам кого, не можам толку брзо да пресчам, морам да помислам. Дај ти кажи ја. Ај по мейл. Ај на мейл. На мейл. А ја Рајнкито одамна го сакам на десен бек. Знаеш од кога? О, тоа там на го бараш. Какви тези има тогаш, уште дека готово е доаѓа, па една промаши тогаш. Да. А готов беше. Имаш уште еден. Абе, ја двајца ќе ти кажам, батали го Ајде. Рајнки. А Бутовиќ и Карачич. Добро, а Бутовиќ збориме за систем одбрана, Карачич За се. Па нас среден ни треба, и да не си оди никој, среден ни треба уште еден. Добро, Карачич го подпишал. Ја би го ставил ако некои од спекулации се вратат, што ги не се вратат, него се случат, што ги спомнавме на почеток.
една од можни варианти, оддамна го имаме спомнувано, во моментов може не е у најдобра форма, Житников би го видел, иако од таму Бомбач поише би го видел. Мислам дека и Бомбач и Сегет еден од друг малце си имат за сите на веќе. А ние сме познати по тоа дека некој постар словенец може да дојде да блесне па да се ожени после тука Дуќан ќе да отвори. И тоа, а може и некој што уште не го знае јавност. Затоа што тука имаше многу средни бекови што направија средни на сите позиции, да. Што дојдоа како не анонимуси. Сети се на Мораеш, например, така. Сите, од Карачич, од Синдрич, од они тука стана играч. Милославјев. Па и Скубе, да речем Скубе, го избрака на срамота. А пошто во Пелистер и така сите си одат, кого да донесеме во Пелистер? Во Пелистер кого да донесеме? Од каде? Добро прашање, од било каде? Од било каде. Па не, и таму мора да има нешто врвно. Таму многу треба. Таму треба да има врвно и таму. Таму 4 бека си Перич ако си оди, ако си одат бекови и лев и десен што се ударни, Мандалинич останува, Мандалинич се покажа дека игра добро ако е втор. Ако е втор, да. Ако некој друг води. Ако води друг. Да. Ако треба онда е ако е фокусот на некој друг, например, да, на Перич. Еве таблада не сакајки се наметна. Не сакајки се му се отвори врата. Што се отвори па и за Мандалинич чисто, и он као втор лев бек одличен. Али дефинитивно таму треба се, а што знам кого, не можам вака со имиња да не ми текне. Касоротов за вата. Подпишам. Договорено. Многу прашања отворивме, а ништо не затворивме, ама ако интересно. Ама тоа беше идејата. Да. Добрејци. Добрејци, чао.